Ете како што вели народот, Господ милуваше атарот на Скопската општина Петровец да го крстарам во изминативе неколку години, за која направив 20 документарни репортажи, во кои мештаните од неколкуте населени места ми го раскажаа минатото за нивниот роден крај, надополнети со веродостојни сведоштва и историски аргументи, митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишани документи, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од оваа област, особено меѓу оние поупатени во властите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно опфатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење, за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Ете како што вели народот, Господ милуваше овој пат да го посетам селото Катланово по покана на црковно-манастирскиот одбор на Соборната црква Свети Никола, црквите Свети Сисоја, Света Недела и манастирот Свети Илија, да направам нов документарен видеозапис, поточно речено да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историчките знаменитости за ова село, за недораскажаните приказни кога го посетив ова село пред 10 години, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од датичко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, кои се дел од парчево земја, кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде македонски и е дел од шевкупната историја на Македонија, а воедно да бидам гостин и на православниот празник Свети Атанасије Александриски, меѓу народот попознат како Атанасије Зимен. Почитувани мои, како по стар обичај кога патувам низ селата во Република Македонија, особено за големите духовни, црковни или манастирски празници, доаѓам во самата предвечерина пред празникот за да присуствувам на заслогот на самото вечерно богослужение и благословената вечерна црковна трпеза, а воедно за да присуствувам и на утринската богослужена литургија, благословениот црковен или манастирски ручек. Почитувани мои, моето доаѓање во селото Катланово, иако така да речам беше во стандардна форма, сепак беше видоизменето, затоа што празнувањето во селото Катланово, посветено на Свети Атанасије Александриски, меѓу народот попознат како Свети Атанасије Зимен, се софаќаше на самиот ден, за да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости за ова село, за недораскажаните приказни кога го посетив ова село пред 10 години, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од дамнешно време. Почитувани мои, откако така да речам со црковно-манастирскиот одбор на неколкуте цркви и манастири од ова село, се историвме здравоживо, ме замолија најсетне јас да им ги раскажам моите досегашни историографски сознанија за празнувањето на православната екумена, како и на македонската православна екумена, посветено на Свети Атанасије Александриски, меѓу народот попознат како Свети Атанасије Зимен, копајќи низ македонскиве и балканскиве архиви, а сетне тие да ми ги раскажат многуте приказни за православните христијански адети, обичаи и традиции, посветени на овој светител, што и ним им ги пренесувале нивните дедовци и баби, кои ќе бидат дел од оваа репортажа. Нивниот предлог со задоволство го прифатив.
Почитувани мои, како по стар адет и обичај, уште петли непропејани во муглите на сам ден на Свети Атанасије Александриски, меѓународот попознат како Свети Атанасије Зимен, кој се паѓа секое Господово лето на 31 јануари и ова 2024 Господово лето, црковниот Питроп ја чукна камбаната, обзнанувајќи го празнувањето на православната екумена, посветена на овој светител, со тоа што им даде до знаење на мештаните од селото Катланово, дека набрзо ќе започне утринската богослужба во местоста викана црквиште, во така да речем црковната трпезарија, каде што порано се наоѓал средновековниот манастир Свети Атанасиј Александриски, кој во втората половина на 18 век бил разорнат со опустошењето на арнаутскиот башибозук, кој броел околу 200 рамии и силеџи, кој бил уништен од отоманскиот падишах. Набрзо од сите народски кажано, селски патчиња и сокачиња, врвулица народ се насобра во правец на местноста црквиште, во правец на црковната трпезарија, заедно со овогодишниот домаќин на ова празнување Борче Ѓорѓиевски. Набргу местноста црквиште, поточно речено манастирскиот двор, каде што се до втората половина на 18 век постоел многовековниот манастир Свети Атанасије Александриски. Почитувани мои, пред да го погледнете видеозаписот од утринската богослужена литургија посветена на светителот Свети Атанасиј Александриски, со која чиноначалствуваше парохискиот свештеник од Скопското црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, предлагам да ги надополните вашите сознанија со историографските сознанија за самиот светител Свети Атанасиј Александриски во продолжение на оваа репортажа. Секое Господово лето на 31 јануари Светата црква прославува двајца големи црковни учители: Светиот Атанасиј Велики, архиепископ Александриски, и Светиот Кирил Александриски. Свети Атанасиј, наречен Велики, е роден во Александрија во 296 година. Уште од детството бил наклонет кон духовниот позив. Во младоста се стекнал со солидно образование. Свети Атанасиј со својот живот, со своето делување и со својата извонредна интелектуална дарба, но уште повеќе со својата силна и непоколеблива вера, е светлина која свети и ги осветлува тогашните простори на Византиското царство. Со својата ученост и со својата храброст, тој ќе се покаже како првенец во исповедувањето на православието. Уште како млад неговата ревност ја забележал Александрискиот архиепископ Александар, па кога подпораснал го земал со себе и набргу станал ѓакон во Александриската црква. Со својата честност и со својата храброст, тој ќе се покаже како првенец во исповедувањето на православието. Едно време минал во пустина заедно со Свети Антониј Велики. По враќањето во Александрија станал архиџакон во Александриската црква. Тој како архиџакон го придржува архиепископот на Александриската црква Александар на првиот Вселенски собир во Никеја во 325 година, каде што меѓу другото се расправало против еретикот Арий, Аријевската ерес. За време на соборот, на кој се покажал како најголем ревнител во формирањето на првата и вистинска вера, неговите дискусии имале главна заслуга за победата против Аријевската ерес и биле содржани во заклучоците од соборот, на кој биле осудени еретикот Арий и неговите приврзаници. Со тоа си го навлекол врз себе гневот на ариевците, кои често го клеветеле кај царот. Но со својот углед и христијанскиот начин на живење, Свети Атанасиј секогаш успевал да се одбрани од овие клевети. По смртта на архиепископот на Александриската црква, архиепископот Александар, Атанасиј бил избран за архиепископ Александриски. Како архиепископ останал повеќе од 40 години, иако не бил цело време на архиепископскиот престол.
Без малку, скоро целиот свој живот бил гонет од еретиците. Свети Атанасий ја наследил Александриската катедра од упокоениот Александриски архиепископ Александар. Автор е на првиот дел, односно на првите 8 члена од Символот на верата, кој е усвоен на првиот Микенски собор. По поразот на Никејскиот собор, ариевците се обиделе да се вратат во црквите. Свети Атанасий најпрво ја одбил сугестијата на царот Константин да биде потолерантен кон ариевците. Свети Атанасий ја одбил наредбата на царот, а на темата издадена кон еретикот Арие да биде повлечена и да го врати во црквата. Поради тоа бил наклеветен како бунтовник и бил протеран во Галија. Уште 4 пати Свети Атанасий бил протеруван во прогонство за време на царот Констанци, синот на царот Константин, за време на царот Јулијан Отстапник и за време на царот Валент. Сиве овие владетели им биле наклонети на ариевците. Свети Атанасий во прогонство минал цели 20 години, а останатото време од неговото 47 годишно архипарствиство е исполнето со непријатности и маки. Дури пред смртта некое време проживеал мирно како добар пастир меѓу своето добро стадо кое вистински го љубело. Малку се светители кои биле така безобзирно клеветени, така свирепо гонети како Свети Атанасий. Но неговата голема душа поднесла трпеливо се заради љубовта Христова и најпосле излегла победоносно над сета таа страшна и долготрајна борба. Свети Атанасий се упокоил во Светото царство во 373 година. Почитувани мои, Бога ми мерак ви беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам во селото Катланово и за него да направам документарна репортажа, а воедно да бидам гостин и на христијанскиот православен празник Свети Атанасий, чиј празник мештаните од ова село си го слават во изминативе векови, а чија традиција се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација. Почитувани мои, предлагам да го проследите аудио-визуелниот запис за празнувањето посветено на светителот Свети Атанасие овде во селото Катланово во продолжение на оваа репортажа. Благословен е нашиот Бог, постојано сега секогаш и во вечни векови. Амин. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царју небесни, утешителју, душе истини и живезде си сја исполняјај сокровиште, благих и жизни, подателју приди всели сјавни и очисти ни од всякија скверни и спаси блаже души нашија. Святи Боже, святи крепки, святи бессмертни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи бессмертни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи бессмертни, помилуј нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и присно и во веки веков. Амин. Пресвятаја Троице, помилуј нас. Господи, очисти грехи нашија. Владико, прости беззаконија нашија. Святи посети, исцели немошти нашија, имене Твоего ради. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и присно, и во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесјех, да свјатиција имја Твое, да приде царствие Твое, да буде волја Твоја јако на небеси и на земли. Хлеб наш насушни даш нам днес, и остави нам долги нашија, јако же и ми остављаем должником нашим, и не воведи нас во искушение,
но избави нас od lukavog, jako Tvoje carstvo, sila i slava Otca i Sina i Svjatoga Duha, ninje i prisno i vo vijeki vjekov. Amin. Na Gospoda da se pomolime, Gospode pomiluj. Svešteno načalniku Atanasije, ti si bil tvrdina na pravoslavije i so božestvenite dogme ti si ja utvrdil crkvata. Si propovedal deka sinod jednosušten s Oca i si go posramila Oče prepodobni, moli go Hrista Boga da ni darova golema milost. Svješteno načalniku Atanasiji, ti si bio tvrdina na pravoslavije to. I so božestvenite dogma ti si ja utvrdil crkvata. Tako mir da se pomolime na Gospoda. Gospodi Bože, vo slava i vo čest na sveti Atanasiji veliki, za zdravje, za spasenje, za mir, za verite na Božite čeda, Borče, i za zdravje i spasenje na site prisutni ovdje na molitva su nimite semejstva. Pomolitvite na sveti Atanasiji veliki, na sveti Aleksandrijski, na site sveti primija Gospode, ova beskrvna žrtva za zdravje, za spasenje na Tvoji veče, dan sega i sekogaš i vo večni vekove. Amin. Svjati mučenici, iže dobre stradalčestvovavši i venčavši sja, molite jako Gospodu. Hajde kumovi, povedite. Slava Tebje, Hriste Bože, apostolov pohvalo, mučenikov radovanije, iže propoved Trojica jedinosušnaja. Isaije jelikoj, djeva im je vo čreve i rodi sina Emanuila, Boga že i čeloveka. Vostok im jajemo, jego že veličajušte devo oblažajem. Sada povtorujte. Veliko ime, Sveta Trojice, Presveta Bogorodice, pomagaj nas. Golemo je imето na Sveta Trojica, Presveta Bogorodice, pomagaj. Veliko ime, Sveta Trojice, Presveta Bogorodice i Sveti Atanasij veliki, pomagaj. Hristos posrede nas. Помолитвите на светите Отци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, смилувай се над нас. Амин. Нека е честите векови празника, да сте живи, здрави, благословени. Благослов на сите свети Атанасий да биде наш молитвеник и застапник пред Бога. За много години, Господ даде. Нека е дена за новогодини. Ете, после 6 месеци, спогајмо на Господ, не донесе тука во Катланово. Денеска, што спремаш? Гравче посно. Така. За колку отприлика гости? Па негде околу 200 и нешто души. Така. Истата рецета како што беше во Сушича? Истата рецепта. Така. Само што е ова посно, таму беше со месо. Така, така. И што е, која е мотивацијата, вака да речеме, за овие слави да доаѓаш да овој Доаѓам за здраве. така, За фамилија. така. Колку члена број фамилијата твоја? 8 члена. Така. Со твојата сопруга колку имате челат? 2 сина и ќерка. Така. Мажени, женети? Синот и ќерката
мажени женети, а синот другиот не жени. Така. Здраве, Господ. Здраве. Та што е неговата ќе си дојде. Да. Колку внучина имаш? 5. Машки и женски? 3 женски, 2 машки. Ајде ми ги наброиш. Софија, Стефанија, Јована. А на ќерка ми Никита и Даво. Кој ти се помили првото или сигарето? Сите ми се исто миле. Нека е денено за многу години. За многу години. Туку промеше маце да не загоди графчето. Не ќе да загори, не. Не ќе само бе. Ти же еси на небесјех, да сјатици ја име Твое, да приде царствие Твое, да буде волја Твоја јако на небеси и на земји. Хлеб наш насушни даш нам днес и остави нам долги наши, јако же и ми оставljam должником нашим. И не воведи нас во искушение, но избави нас од лукавого, јако Твое царство, сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, нині и присни во веки веков. Амин. На Господа да се помолиме, Господи помилуј, Христе Боже, благослови го. Ја денјето и бењето на Твоите чеда, што се дава во слава и во чест на свети Атанасий Велики. Зашто си свет Боже наш и се осветуваш во светот. И Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. За многу години, нека е благословено да сте живи и здрави. Амин. Нека е денот за многу години, па За многу години. во црква Свети Никола до година повеќе венчавки, крштевки, Убаво да е. да е били побројено селово. Да се гледа само за добро да се гледа. Години нека е. Години нека е. Дай Боже да се гледаме зубаво. Поред, постави. За кикирики треба овие работи. Како се викаш? Гораздо. А презиме? Летовски. Колку години имаш? 7. Одиш на училиште? Да. Кој деление си? Второ. Како се вика учителката што те учи? Теодора. Лоша или добра е? Добре. А ти како се викаш? Борија. Колку години имаш? 6. 6 години, како се вика мама? Зорица. Тато?
Баб, А бато, ко се вика? Горан, Голем да ми растиш. Така. Нека е среќна слава, Господе дава здраве на сите. Ви пожелам се него. Сакам да се очитам пред целото што е сработено, што не е. Накратко, пообширно, ќе кажам каде тука ќе може да се видите после кој што сакате. За Руса имаме приход 7300 денери, потрошили се 19.550 денери. За Сетирија имаме приход 88.870 денери, потрошено е 103.574 денери. За Светијатарас имаме 17.805 денери приход, а расход имаме 32.000. Вкупно 113.975 денери имаме приход, а разход имаме 155.074 денери. Од коморите си 41.099 денери. Ајде, Сега кој го сакамо да се пријатна вечерата и сега сакам да кажам, ако има некој да се јави клум за следната година. Еве ние. Ама вие сте бајца или е? добро, Баба едно. Добро, друг? Тројка. Ајде сега ќе направиме ручија и ќе гledаме па кој има следја. четворица. Четворица ли сте? Бројка.
Да се представам на сите, значи ја ќе бидам следниот до година, така да слубава заедно на сите да биде, па се гледам до година. Почитувани мои, не ми се заминуваше од селото Катланово. Морав да се заминам, затоа што ме чекаат и другите села во Сковска Долна Блатија и за нив да направам документарни записи.